Благодарам, почитувана председателке. Моето процедурално се однесува на член 90 од Деловникот за работа, каде што вели дека говорникот е должен во својот говор да го почитува достоинството на собранието. На седницата која што започна пред неколку дена, очигледно дека немаше никакво достоинствено водење ниту од ваша страна, ниту пак од колегиве, затоа што на се личиме, само не личиме на законодавен дом кој што треба да носи закони за подобрување на образованието во конкретниот случај. И затоа се повикувам на овој член, сега ќе образложам зошто. Прво, многу често се покажува ваму самоволие, се покажува завземање на одредени политички ставови кои што сметам дека не треба воопшто да ги применувате, затоа што таму сте еднаква пред сите нас, без разлика на вашата партиска определба. И многу често мешате некои работи кои што за волја на вистината и не се така како што ги кажувате. Прво, сметам дека ние, пратениците, кои што сме членови на оваа комисија, треба да одиме како што е нормално да оди текот на настаните. Имавме претходно една седница каде што требаше да донесеме или да усогласиме некои ставови околу јавната расправа која што се одржа, меѓутоа не успеавме да дојдеме до тоа. А ова го велам затоа што овие закони кои што се следни за разгледување се последица на онаа јавна расправа. Затоа што во овие закони многу често се споменува концепцијата, а концепцијата треба да ги усвои заклучоците, односно министерката да ги усвои заклучоците од јавната расправа, да ги примени во концепцијата, па понатаму да се имплементираат во законите. Во овој случај министерката секогаш не прерипува кога не ја одговара, таа како да е бирана од народот, а не ние. Пратениците се бирани од народот, а владата е избрана од пратениците. Така да сметам дека треба да има еден нормален редослед на настаните, за да може да функционира системот како што треба. Доколку таа не ги послуша пратениците, не ги послуша оние кои што се бирани од народот, зошто уствари ние постоиме тука и идеме дискутираме. Ниту се почитуваат заклучоци од јавната расправа, ниту имаме усогласување. Еве, нашите заклучоци, доколку вие немате, ние имаме наши заклучоци. И ако почнеме да ги читаме, и ако ги земеме како релевантни, тогаш сите овие закони кои што следат би требало да пропаднат. Еве, ние, според нашите заклучоци, првиот е дека предложената концепција треба да се повлече. Како сега ќе носиме закони кои што се на дневен ред на оваа седница која што треба да почне, ако се прифати заклучокот дека концепцијата треба да се повлече. А во законот, во суштината не сакам да навлегувам во материјалната расправа, се повикуваме на таа концепција. Треба да има редослед на настаните, или тоа се вика нексус, причинско-последични односи. Ние носиме некои заклучоци, министерката треба да ги прифати и понатаму да ги имплементира и таа и Бирото за развој на образование и така натаму. И сега затоа што не ви одговараат вас овие заклучоци или она што се говореше на таа јавна расправа, вие почнувате да кажувате дека ние политизираме, дека се мешаме во надлежностите на родителите, на СОНК, на наставниците и така натаму. Меѓутоа, пак ќе кажам, тоа е последица на вашиот однос и спрема опозицијата, и спрема родителите, и спрема наставниците. Сакате понатаму да применувате некоја дигитализација која што ја наметнувате, меѓутоа, еве, досега 100 пати сме кажали, повторно ќе кажеме, ние не сме против никаква дигитализација. Баш напротив, ВМРО ДПМН во 2013 или 2014 година почна да ја применува таа дигитализација која што е делумна и нормално е во согласност со сите препораки на Европската комисија. Препораките за оваа стратегија 21-25 не се да има целосна дигитализација. И сега ако ние се побуниме како родители,
Вие кажувате дека ние го политизираме ова прашање. Веројатно не смееме да се ставиме ниту во позиција на родители за да кажеме дека тоа е нешто што е штетно за нашите ученици. Имаме од еден извештај од 1133 основни училишта, 62 училишта се приклучени на хидрофор, 38 се на бунар. Во однос на канализацијата, 427 имаат септички јами, 146 немаат никаква канализација. Во однос на тоалетите, 34 немаат воопшто тоалет, 124 имаат во дворот, меѓутоа немаат вода, а 125 имаат во дворот и се со вода. Во однос на грејењето, 573 училишта се греат на дрва, 112 се греат на други цврсти горива и 5 се греат на јаглен. И сега ние во еден оваков образовен систем со оваква инфраструктура за која што не ве обвинувам дека вие не сте ја средиле. Можеби тоа е и наназад со години. Требало да се обрне повеќе внимание. Сега вие сакате да воведувате некаква дигитализација и воопшто не ни оставате простор ние да го кажеме нашето мислење. Па вчера бев во посета на неколку села каде што кажуваат дека при првиот дожд паѓа струјата во цело село. Како тие ученици ќе имаат дигитална настава? Ќе се направи уште толку јас. Лажевте, односно ветувавте дека ќе ја вратите средната класа. Која средна класа? И да постои таа средна класа, иако според мене не постои, има толкав јас направен што и таа средна класа не може да си дозволи да има електронски уред за следење на наставата. Не можеме да одиме некаде во иднината без да ги решаваме проблемите. Сега ова што сакате, пак ќе кажам, не сакам да навлегувам во материјалната расправа за по однос на овие точки кои што се и на овие закони кои што се предложени, меѓутоа не може и не треба да има таква брутална партизација. Понатаму ќе зборуваме за тоа кога ќе дојде на дневен ред. Концепцијата, ние како ВМРО-ДПМНЕ воопшто не ја прифаќаме. Имаме, ви кажав, заклучоци. Каде е нашето достоинство за да се водиме по овие заклучоци? Имаме заклучоци кои што се... Еве, ќе ги прочитам. Многу јасно против концепцијата и тие заклучоци се испаднати, тие заклучоци во однос на достоинството зборува. Тие заклучоци се... Јас сакам да си продолжам. Благодарам. Во однос на јавната расправа. Кои се заклучоциве? Не, ќе прочитам два. При креирање на идни концепции да се напушти концептот на спојување на предмети. Како ние сега ќе вработуваме професори по историја и ќе им даваме решенија со 2 часа неделно, ако им е споен предметот со било која општествена наука? Како кога не се почитува колективниот договор со коефициентите за плати на сите вработени во образованието, ние ќе им даваме некаква плата која што е предвидена во новиот закон? Навистина, достоинството е згазено и пак ќе повторам, треба да има ред на работите. Не може извршната власт да си тера по свое. И министерката е во извршената власт, односно Министерството за образование, и Бирото за развој на образование. Ние зашо постоиме? Кога не смееме и не можеме да им наложиме нешто што е произлезено од јавна расправа како заклучок. Понатаму за вашиот однос исто така не сакам да коментирам. Еве, ќе ги предложиме можеби нашите заклучоци, вие велите дека немате, и ако ги одбиете, зашто сме организирали ние јавна расправа? Зашто постои нашата експертска јавност? Зашто постојат професорите, институтите, катедрите? Не може ниту една реформа да тргне по налог на било кој, у случајов Царовска или можеби, не знам, Бојко Борисов или кој да е. Не може да тргне ако не се слушне експертската јавност. Понатаму ви кажав, сите закони се поврзани со концепцијата. Како ние кога немаме заклучоци, ќе ја применуваме концепција?
Не сте вие семоќни, ниту вие, ниту пак министерката, ниту пак премиерот. Уништуваме генерации. Имаме експерти кои што кажуваат и за психофизичката последица што би произлегла од постојаното седење пред компјутер, и за офталмолошките наводи кои што понатаму би се случиле кај децата. И сега, ако некој каже реално, тогаш вие кажувате дека имаме партизација. Не. Ако сакаме да функционираме како образование, како образовен систем, ако сакаме да го подобриме, а ние како собрание треба да ги даеме насоките, треба да се почитува достоинството на пратениците. И треба нашите одлуки, нашите заклучоци да бидат задолжителни и за министерката, и за секој од извршната власт. Затоа што, пак ќе повторам, тие не се избрани од народот, ние сме избрани од народот. И сите тука имаме деца и не можеме, ако на хера или на маргини им текнало дека постои машки, женски род, ако постоел ниедно од двете или двете одеднаш, и ние да го прифатиме. Јас имам две машки деца. И полот е пол, и родот е род. Не може да биде едното од другото различно. Не смее да биде. И сега, заради некои бизнис интереси, или заради некои не знам какви сваќања, ние експертиве не ги слушаме, ама можеме да ги послушаме овие невладиниве. Ние не ги слушаме професориве што кажуваат на јавната расправа, ама можеме да направиме договор за дигитализација со хрватска фирма или со било која фирма, па да пропереме некои пари. Можеме да се задолжиме за обуки, не можеме да се задолжиме за канализација, не можеме да се задолжиме за јами септички, кои што постојат за да ги управиме, не можеме да се задолжиме затоа што училиштава ни се греат на дрва и наставниците наместо да работат, од сабајле одат да цепат дрва, да го запалат ќумбето заедно со децата, па после почнуваат со работа. Зошто? Затоа што на Мила Царовска така и текнало. И вие треба тука како пратеници да го поддржите тоа и слепо да се движите по нејзината траекторија. Зарем немате деца, зарем немате достоинство? Срамота е ова што се случува. Благодарам. Значи, никако немој да го сватите ова што јас